Дневник на регионалната К1 телевизија. Започнуваме со информациите кои се вест на денот. Уставниот суд денеска одлучи да не поведе постапка по двете иницијативи со кои се оспорува членот 35 став од Законот за локална самоуправа, како и членот 16 став 1 од Изборниот законник кој се однесува на рокот на одржување на изборите, а тоа е првата половина на мај. И втората информација доаѓа од Уставниот суд, но истата се однесува на исплатата на земјоделските субвенции. Одлуката на Уставен е дека Министерството за финансии може да ги исплати парите пред да се формира влада. Преку соопштение Министерството за финансии информираше дека се уште не ја добиле одлуката на Уставен, но буџетот е ликвиден и има средства за субвенциите. Сега да ги проследиме кои се настаните на денот и се враќаме веднаш. Уставен не го продолжи мандатот на градоначалниците. Министерството за локална самоуправа бара собранието да изнеде решение. Кавадарчани со голем интерес за мерката самовработување со кредитирање на млади лица до 29 години. Започнаа градежните активности на повеќе улици во Велес. Остануваме на улиците се до исполнување на нашите барања, тиранската платформа да се отврли и да се организираат предвремени парламентарни избори. Ова се пораките кои беа испратени на вчерашниот протест на Велешани која дадоа поддршката за граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Стоиме исправени со дигната глава пред еден предизвик кој можеби е најголемиот предизвик на Македонија. Но Македонија нека биде убедена дека овие керки и синови нема да ја остават на цедило, порача вчера вечер од протестот во Велеславе Радевски од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Радевски е дециден дека поддржувачите на иницијативата остануваат на бранникот на татковината се до исполнување на нивните барања. Друг пат за нас ќе нема. Нема да сме спокојни се додека не ја одбраниме Република Македонија. Затоа остануваме на улиците се додека Република Македонија не повикува. Македонија! 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 Но нашето утре еве дојде и повторно сме исправени пред предизвикот за опстанок на Република Македонија. Ќе успееме и овој пат ќе успееме до крај. Македонија останува унитарна и независна земја. Сите ние немаме друга татковина освен Македонија. Нашата искрена љубов може да биде школски пример за домашните и странските центри, како се сака, почитува и брани сопствената држава. Изборот и настаните од 27 април се нелегални и антиуставни. Нека објавуваат и нека почнуваат со своите игри. Нема да помине. Тоа им го порачуваме од срцето на Македонија, од Велес. Нека формираат и влада. Бргук ќе се испокараат меѓу себе. Едни со други не се сакаат. А таа влада за најголемиот дел од македонскиот народ повторно ќе биде нелегална. Од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија велат дека остануваат на улиците и во наредните денови. Нема продолжување на мандатите на градоначалниците и советниците. Ова е одлуката на Уставниот суд на Република Македонија, која донесе на денешната седница. Едногласната одлука да не поведе постапка за оценување на иницијативите за укинување на 2 члена од Законот за локална самоуправа и од Изборниот закон. Значи завршување на мандатот до 15 мај и оневозможување на градоначалниците и советниците да останат на своите функции до одржувањето на локалните избори. На новинарско прашање кој е ставот и мислењето по оваа одлука еве што вели градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Она што СДС го планира да нема локални избори, да општините влезат во потпун хаос, да се блокираат платите на сите вработени, да не можат ни градинките да функционираат, да не можат ни противпожарната единица да зима плата, да не можат училиштата да работат,
да не можат дури ни бракови да се склучуваат, да не можат да се поднесуваат барања за градежни дозволи и сето оноа што е со устав загарантирано на жителите на Република Македонија, со тоа и на жителите на општина Велес. Собранието на Република Македонија во најкусможен рок со измени на изборниот законник да обезбеди законски услови за решавање на настанатиот проблем и законско функционирање на органите на единиците на локалната самоуправа и на локалната администрација. Ова е барањето на Министерството за локална самоуправа. Колешката Дијана Иванова анализира на оваа тема. Собранието на Република Македонија во најкусможен рок со измени на изборниот законник да обезбеди законски услови за решавање на настанатиот проблем и законско функционирање на органите на единицата на локална самоуправа и на локалната администрација. Ова е барање на Министерството за локална самоуправа по одлуката на Уставниот суд да не се поведе постапка по двете иницијативи со кои се оспорува членот 35 од Законот за локална самоуправа, како и членот 16 став 1 од Изборниот законник, кој се однесува на рокот на одржување на изборите, а тоа е првата половина на месец мај. Со оглед на настаната состојба поради нераспишувањето на локалните избори и истекот на мандатите на членовите на советите, на општините и на градоначалниците на 15 мај, како и по одлуката на Уставниот суд да не поведе постапка по иницијативата на Министерството за локална самоуправа со која се оспоруваа член 35 став 1 и член 49 од Законот за локална самоуправа, како и членот 16 став 1 од Изборниот законник. Министерството за локална самоуправа денеска испрати писмено барање до председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери со цел во најкусможен рок да бидат преземени потребните действија и мерки со кои би се обезбедило уставно и законско функционирање на органите на единиците на локалната самоуправа, се наведува во соопштението од Министерството. Инаку вчера градоначалникот Коце Трајановски во име на заедницата на единиците на локална самоуправа апелираше и сугерираше парламентот на Република Македонија итно и без одлагање, а најдоцна до петок оваа недела да изнедат решение за мандатите на градоначалниците и општинските совети. Во Кавадарци од сите активни мерки и програми за вработување најголем интерес има за мирката самовработување со кредитирање и самовработување со кредитирање на млади лица до 29 години. Информираше денеска на пресконференција раководителот на Центарот за вработување Кавадарци Благој Борисов. Според досегашната примена на политиките за вработување во согласност со оперативните планови за активни мерки и програми за вработување и услуги на пазарот на трудот на локално и национално ниво, создадени се повеќе можности како за компаниите, така и за невработените лица. Денеска на пресконференција раководителот на Центарот за вработување Благој Борисов ги презентираше активните мерки на Агенцијата за вработување. Тоа е само вработување со кредитирање, само вработување со кредитирање на млади лица до 29 години, кредитирање на правни субјекти со млади лица до 29 години, практиканство, обука на познат работодавец, обука на работно место, субвенционирано вработување, обука на IT вештини, обука за странски јазици и обука за компјутери, обука за компјутери, односно и за странски јазици. Кавадарчани најголем интерес пројавиле за мерката самовработување со кредитирање и самовработување за млади до 29 години. Во изминатите 10 години се вработиле 208 лица од Кавадарци и Росоман. Значи имаме две категории, поделени се лицата према возраста, што значи лица останати и лица до 29 години. Што значи тоа? Лицата до 29 години имаат приоритет. Што значи тој приоритет? Значи имаат поголема ставка на пари, односно кредитот кој што може да го земате 7.000, додека за останатите лица со поголема возраст се работи за 5.000. Овде што посебно може исто да истакнеме тоа што во ова самовработување со кредитирање може да има групирање, значи да соберат неколку невработени лица со идејно решение од 1 до 5 лица. Оваа мерка е активна од 2007 година, истакна Борисов. Тој ги охрабри и ги повика оние кои имаат своја идеја и се заинтересирани слободно да дојдат во центарот и да се информираат за потребната документација. Да е така лошо, сакам да ги охрабрам сите кои слушаат, да знаат дека лесно се доаѓа до овој кредит, што значи само се пријавува. Ние со наша помош му правиме мини бизнис план, према тоа која му е идејата,
и почнуваат да функционираат. Сето тоа негде трае негде временски период од 2 месеци. Инаку во моментов во Кавадречкиот центар за вработување активни баратели на работа се регистрирани 2216 лица. Започна градежните активности на улицата Рилски конгрес или поранешна Игманска. Се работи на дел во должина од 400 метри со кои се поврзуваат улиците Тодор Јанев и Сараевска. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев беше на лице место и направи увид во работите. Започна реконструкцијата на улицата Орце Мартинов во должина од 300 метри. По барање на жителите од овој дел на градот и урбаната заедница се поставува нов бетонски слој со дебелина од 10 сантиметри. Целосно се вади претходната бетонска подлога, се врши ново тампонирање и се поставува нов слој на бетон. Увид на градежните работи изврши градоначалникот Славчо Чадиев, кој најави дека освен бетонирањето ќе биде сменета и водоводната линија. Целокупната реконструкција е со одлука на Советот на општина Велес, ке изнесува повеќе од 1.500.000 денара, но да оставиме на крајот со оглед дека дошто е упропастено, оштетена улицата, дека ќе има одредени доработки и изработки на улицата, се со една цел да ја направиме онака како што треба, може би цена да биде и повисока, но сепак ќе биде завршена до спојот на коцката, што е коцката на овој дел од улицата. Останатиот дел од коцката до спојот со улицата Самоборска следи во следниот период, каде што треба да се измени целокупниот водоводен и канализационен систем, тоа го оставаме за почетокот на есента. Паралелно се работи на реконструкција на улицата Рилски конгрес или поранешна Игманска во должина од 400 метри, со кои се поврзуваат улиците Тодор Јанев и Сараевска. Со оглед на тоа дека претходно беше заменета водоводната мрежа, Чадиев очекува набрзо овој потек од улицата да биде готов. Претходно беше помената целокупната водоводна инсталација, значи тоа е дел од улицата, од повеќето улици, од 9 километарски долги улици, кај ги сменивме главните водоводни линии и каде што веќе се работат и споредните линии, веќе тука имаме уште 4 нови приклучока да се намесат и улицата е комплетно обезбедена со нова вода, односно граѓаните се со нова водоводни линии се снабдени. Во меѓувреме пристапивме кон бекатонирање на улицава во 400 метри должина. Ова е побарање на жителите на ова населено место, односно нова местна заедница, така да продолжуваме со оние активности што ни се предвидени во сегментот на средувањето на градежната инфраструктура во општина Велес. Реализацијата на проектот чини повеќе од 2 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на општина Велес. И двата проекти за реконструкција на улиците се дел од годишната програма за работа на локалната самоуправа. Во изминативе 4 години во општина Велес асфалтирани, бетонирани или поплочени со бекатон се 102 улици. Општинското средно училиште Јовче Тесличков денеска го одржа самот за бизнис и предприемништво. Учениците на штандови ги представија нивните виртуелни компании преку кои директно се подготвуваат за влез на пазарот на трудот. Средното општинско училиште Јовче Тесличков го организираше саемот на бизнис и предприемништво преку кој се промовира што учениците научиле во текот на наставната година. Учениците во ова средно училиште имаат можност да ги развиваат своите лични способности и вештини и да работат на планот на усовршување на професијата, а со помош на наставниот кадар, истакна директорката Нада Јованова. Она со што посебно се гордееме е белегот на нашето училиште, а тоа е моделот на тренинг фирмите кои се иновативен, близок до практика, метод на обука, модел на едно трговско друштво во кое случувањата се одвиваат транспарентно во еден реален свет на бизнисот. Таа додаде дека учениците имаат можност да бидат вклучени во практична настава и ги потенцираше најсовремените услови во училиштето за зајакнување на капацитетите на учениците. Радува фактот што учениците од нашето училиште се способни самите да креираат бизнис и маркетинг стратегија, да ги продаваат своите производи и да дебатираат за економските трендови.
9 од деленците имаа можност да се запознаат со профилите и условите во ова училиште, а беа презентирани и виртуелните компании на учениците од Средното општинско училиште Јовчете Сличков. Па накратко може да се запознаат поединечно со секој профил, да не прашаат што е тоа што ги интересира. Ако се запишат овде што ќе изучуваат, овде се материјали кои многу подобро ќе ги запознаат и некои слични прашања кои може да не ги постават, а ние сме спремни да говориме. Ова е компанијата Harris Pottery, направена од три тима. Едниот тим е од Македонија, од нашето училиште, од Јовчете Сличков, другите тимови се од Словенија и од Финска. Мотото на нашата компанија е мисија да направиме комбинација од модерното и традиционалното производство на гранчарството и визијата ни е да бидеме најдобрата компанија во тој сектор и при тоа учениците што сте дојдени овдека се преку PACE проектот кој е во рамките на Erasmus Plus програмата. Стекнувањето способности во ова училиште во иднина на младите им овозможуваат да бидат лидери во јавниот и приватниот сектор. На манифестацијата присуствуваа представници од PACE проектот од Република Финска и Република Словенија, локалната самоуправа и другите средни училишта од градот. А сега е време да ги погледнеме и вестите од Македонија, да видиме што колешката Валентина Михајловска ни подготви за денес. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов останува на ставот дека така наречената платформа од Тирана ниту кој било друг документ, акт или действие спротивни на Уставот на Република Македонија не може да биде услов, ниту пак основа за формирање и действување влада на Република Македонија. Македонскиот председател во однос на определувањето мандат ќе постапи согласно Уставот и досега воспоставената практика по пристигнувањето на писмото од собранието во кабинетот на председателот вчера. Иванов очекува од лидерот на СДСМ да го исполни јавно искажаниот збор, дека заедно со коалиционите партнери ќе обезбедат гаранции за зајакнување на унитарноста на државата и дека се ќе биде во согласност со Уставот на Република Македонија, велат од кабинетот на председателот на Република Македонија. Во технолошко-индустријската развојна зона Бунарчик, најдоцна од септември ќе започне со работа и вториот производствен капацитет на белгиската компанија Van Hool. Бројот на вработени од 870 ќе се зголеми на 1000 до крајот на годината, а за 2 години на 1400. Според директорот на Van Hool Аврам Стојчевски, минатата година биле произведени 570 автобуси, а со новиот капацитет ќе се произведуваат годишно до 1000 автобуси. 80% од производството е наменето за американскиот, а 20% за европскиот пазар. Од оваа компанија одржаа билатерални средби со домашните локални добавувачи и странските компании од автомобилскиот сектор, лоцирани во и надвор од индустријските зони, чија цел е да се зголеми соработката меѓу странските компании и локалните добавувачи, затоа што има простор за зголемување, истакнаа од Асоциацијата на автомобилската индустрија при Советот на странски инвеститори во земјава. Поплавите во 171 населено место во Квебек, од кои во 10 е прогласена во уредна состојба, доведоа до евакуација на 2000 лица. Лицата се сместени во привремени престојувалишта, соопшти службата за цивилна заштита. По поројните дождови реката Сен Лорен и уште неколку реки се излеа од коритата во источниот дел на Квебек и поплавија на 3000 куќи и згради. По кулминацијата во понеделникот околу главниот град Отава во Риго, 70 километри западно од Монтреал, каде стотици домови се поплавени веќе 3 недели, на островот Монтреал нивото на водите почнало да се стабилизира. Преглед на вестите од светот. Локалните медиуми јавуваат дека при експлозија во фабриката во градот Каради во западниот дел на Гана повредени се најмалку 80 лица. Експлозијата се случила кога од танкер било точено течно гориво. Тамошните медиуми, повикувајќи се на информација од локалната противпожарна служба, соопштуваат дека при гасењето на пожарот се повредени 6 пожарникари, од кои еден е во критична состојба.
Весникот Етнос пренесува изјава на директорката на Европската банка за обнова и развој за Грција и Кипар, Сабина Џиурман, во која се вели дека во 2018 година поддршката која земјата ќе ја добие од оваа банка ќе достигне сума од 2 милиарди евра. Џиурман потенцира дека банката одредила над 1 милиарда евра за да помогне за економски раст на Грција, но во таа сума не биле вклучени финансиските линии за трговија. Според познавачите на состојбите, Европската банка за обнова во наредниот период ќе ја зголеми финансиската поддршка бидејќи планот за инвестиции во Грција завршува со 2020 година. Досега банката обезбедила 250 милиони евра со цел да помогне во рекапитализацијата на 4 водечки грчки банки. Мора да се создадат соодветни услови за решавање на севернокорејската нуклеарна криза пред да дојде до состанок на представници на Северна и Јужна Кореја. Ова е ставот на новоименуваниот директор на Јужнокорејската национална разузнавачка служба Сухан. Тој денеска беше именуван на функцијата од страна на новоизбраниот претседател Мујан Чеин. Сухан е стручњак за прашање на Северна Кореја и има големо искуство во меѓукорејските разговори, наведуваат британските медиуми. Сух веднаш по именувањето на новинарите им рекол дека е прерано да се разговара за евентуална средба на новоизбраниот претседател Мујан Чеин и неговиот севернокорејски колега Ким Џон Ун. Пред крајот на дневникот ви ги донесуваме информациите и за времето. Денес имавме сончево време со умерена облачност, а во западните делови променливо облачно. Температурата се движеше во интервал од 12 до 24 степен. Додека пак времето од утре ќе се стабилизира и ќе имаме стабилно и сончево време со пораст на дневните температури кои во сабота ќе достигнати над 30 степен. Тоа е се за овој информативен преглед. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.